Темите на трибините се актуелните состојби во Македонија. И апсолутно во руралните средини, посебно во вакви краишта, како што е нашиот Струмички регион, или би рекол цел југоисточен регион на Македонија, земјоделието е секако најважна тема. Во делот на економските проблематики мораме да прозборуваме за таа тема, заради тоа што е актуелност на секаде и многу важен составен дел од животот на граѓаните. Но апсолутно мораме да зборуваме за сите аспекти на животот на секој човек. Овде спаѓат и здравството, и образованието, овде спаѓат културата, спаѓа генерално економијата, меѓународната политика на државата. Сите теми кои што допираат до граѓанинот, без разлика каде во Македонија се наоѓа или живее. Јас ќе почнам од најважната проблематика која што ги тишти граѓаните широм Македонија, а тоа се тешките економски услови на живот. Едно ќе констатирам и јас знам дека секаде се согласуват со таа работа. Не било никогаш толку тешко да се живее, да се крпи месецот, како што е сега тоа во државата. И апсолутно колку и да постои криза, колку да има меѓународно влијание, економски и финансиски кризи кои што постојат, сите знаеме дека ова тешко живење не е само поради тоа. Постојат милион причини зошто нема луѓе во државата кои што може да кажат дека живеат подобро од порано, дека можат тешко и дека можат полесно да се справат со секојдневието, со проблемите кои што надвиснуваат над секое семејство. Нема буквално човек во државата, без разлика од кој социјален слој се карактеризира, да каже дека некои работи во државата се движат кон подобро. Денеска, како никогаш порано, има луѓе кои што не можат болно детенце да носат на болница во Скопје. Заради тоа што не можат да смогнат сили да најдат 3000 денари и да тргнат за Скопје и да има да се вратат. Го оставаат детето на милост и на немилост на Господ. Извршители харат од сите страни. Нема семејство кое што нема кредит и не само што има кредит, 3 и повеќе доспеани рати невратени. Кога поранешните години зборувавме дека младите пополека се повлекуваат од нивите, денеска и повозрастните престануваат да ги обработуваат нивите. Не само заради тоа што се помала е ефектот. Оваа година дефинитивно не можат луѓето да набават репроматеријали. Зборувам со менаџери на банките, викат 80% од земјоделските кредити се доспеани со повеќе од 3 рати неплатени. По правилата на банките треба да одзимаме куки, трактори, ниви, имот. Не можеме да го одземеме, оти нема на кој да го продадеме, за да ги наплатиме побарувањето. Ако земјоделците не може да земат кредит, а што нема дома пари, немат. Ако не може да земат од откупувачите голем процент, за жал, нема ни да посеат. Нема да работат земјоделие како што тоа го работеле порано. Ако земјоделието ни умре како гранка, Македонија нема некои други потенцијали и сега да кажеме ќе пуштиме нафтините полиња, ќе копаме злато или не знам што, за да го прехрануваме нашиот народ. Земјоделието е најголемата наша предност и за жал резултатите се повеќе и повеќе изгледуваат. Последната година владата призна дека секоја година се крсти на поплави во Србија, во Војводина, во Хрватска, во Полска, во Унгарија, за да одат нашите земјоделски производи. Не може да се крстиме на некој да му се стемне, за на нас да ни се раздели. Дефинитивно мора да се има стратешка политика. 6 години наред велиме, окей, субвенции нека има, добре дојдена е секоја помош за секој човек, така и за земјоделец. Но зафатете се со решавање на пласманот за земјоделец. Ниту еден чекор, ниту еден состанок на таа тема не се одржа на потенцијалните нови пазари. Огромни пазари се уште затворени за нашите земјоделски производи. Значи, дефинитивно со субвенциите можете само да помогнете. И велат кога ќе стигат многу малку, се користат за плаќање на сметките за струја,
за домашните потреби, не заради развој на земјоделието, оти кога ги пуштат во погрешен период. И второ, од 130 милиони евро, колку што ги зборуваат како субвенции, до вистински земјоделци стигат само 30 милиони. Прво, не ги пуштат генерално сите, оној што го пуштат, треба да го извадат списокот и да објават на кои компании колку милиони евра се пуштат секоја година. За да знаат сите транспарентно каков ефект имаат субвенциите. Дали заради тоа што има субвенции повеќе од порано, земјоделецот живее подобро. Тоа не е така секако, заради тоа што земјоделецот веќе ги зел сите кредити. Самиот податок на Центарот на Заводот за статистика, кој што е воден од директорот власт, поставен, објави дека во последните 3 години обемот на земјоделското производство е намалено за 12%. Значи, ако субвенциите помагаат во земјоделието, ќе се зголемува производството во земјоделието, ќе се запаѓат плюс површини за да се садат. За жал, и обемот на засејани површини секоја година опаѓа постепено. Тоа е силна потврда дали подобро се живее од земјоделието од порано или не. И работите во овој правец дефинитивно мора да се менат. Најстрашно од се е што вистинските подршки од страна на државата во сите сегменти на секојдневното живење никаде не стигаат. Се нема пари.